Какви рестрикции ќе воведе Македонија за да се заштити од ширење на опасниот индиски сој? Ке се знае по состанокот на Комисијата за заразни болести кој е закажан за понеделник. Откако делта сојот на COVID-19 се појави во над 100 земји во светот, меѓу кои Србија и Грција, здравствените власти сега очигледно гледаат некаква опасност од ширење на вирусот преку летните одмори. Затоа размислуваат за заштита на границите. Дали ќе воведуваме некаква форма на рестрикција или не, ќе разговараме на состанокот на Комисијата за заразни болести кој што е закажан во понеделник. Ќе ги слушнеме размислувањата на епидемиолозите, телефонски разговаравме, дел од членовите беа на годишни одмори претходно, истражуваат, анализираат и така натаму, евентуално би носеле некаква одлука во однос на штитењето на границите, во однос на тестовите, да се процени ризикот и дали е тоа вистинска мерка со која што навистина може да се заштитиме. Дека ќе има нов ковид бран во Европа доколку граѓаните не се дисциплинирани, предупреди и Светската здравствена организација. Само во минатата недела бројот на нови случаи е зголемен за 10%, а причините според СЗО се поинтензивните патувања и олабавувањето на некои антиковид мерки од страна на земјите. Според шефот на хрватската дипломатија Радман, ефикасното спроведување на вакцинацијата е единствен излез од ковид пандемијата. Наравно да учинковита проведба цијеплjenja да е тоа jedini izlaz iz pandemije bolesti COVID-19 uz naravno potrebu zadržavanja i potrebne neophodne ravnoteže između postupnog, sukcesivnog otvaranja granica i zdravlja naših građana. Hrvatska će naravno unutar Europske unije nastaviti angažirano isticati važnost jugoistoka Europe za Europsku uniju i podržavati inicijative Europske unije za redovitu isporuku cijepiva protiv COVID-19 državama u neposrednom susjedstvu. Инаку Македонија доби нова донација од Хрватска од 10.000 вакцини AstraZeneca, а хрватската влада донела одлука во идниот период да ни донира уште 20.000 дози. Вакцините ќе бидат на Модерна, што би било прва пратка од овој производител во земјава, или пак AstraZeneca, која кај нас се аплицира само на лица повозрасни од 60 години. Освен овие, се очекува и пратката од 10.000 вакцини од Русија, а има и најава дека и Данска ќе ни донира 250.000 вакцини.